Благодарам, председателе. Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани, почитуван представник на Судскиот совет, почитувани медиуми. Ке ве подсетам на паролите со кои дојдовте на власт: нема правда, нема мир. Дојдовте на власт кршејќи устав, закон, менувајќи устав, не почитувајќи референдум за промена на уставното име. За сега да имаме една изјава од градоначалник на Сарај, дадена на 16 октомври 2020 година, Блерин Реджепи. Заев од мене бараше да влијам на членовите на Судскиот совет за да се смени председателот на суд. Почитувани пратеници, почитувани граѓани, изборот на чесни кадри на високи позиции од страна на СДСМ и ДУИ кулминира со овој предлог. Судијката која осуди наробија членови на ВМРО-ДПМН во долги и исцрпувачки рочишта за власта е идеален избор за уставен судија. Судството го отворивте како пупка. Кацарска е позната во јавноста по бројни предмети во кои суди политички опоненти на СДСМ на големи затворски казни, во кои предмети правните експерти забележуваат огромни пропусти, насилничко водење на постапките, дискриминација на обвинетите, судење во неразумно време, пребрзо и со долги маратонски рочишта. Токму од предметот на Кацарска за 27 април произлегла 3 гласа за промена на името, а од предметот Тенк и доделениот азил за екс-премиерот Груевски, со што и земја од Европската Унија уважи дека Кацарска ги дискриминирала обвинетите, односно водела политички прогон против нив. Таа е синоним на партизирано судство на СДСМ, така наречена Кацарска судство. Дали е таа стручно соодветна, не е мој да кажувам, меѓутоа, нејзината номинација е благодарност и одолжување од трас Луј Витон судството на власта поради извршување на нарачките за драгонски казни. Кацарска значи неправда, а нејзиниот избор значи целосна контрола на власта во Уставниот суд. Против уставните одлуки на Кацарска, како што кажаа колегите, стана предмет на интерес и на најврвните универзитети во светот, како Универзитетот Колумбија од Соединетите Американски држави, кој пишува за Добрила Кацарска како судија кој го прекршил Уставот и Европската конвенција за човекови права. Само кај нас и во Северна Кореја за уставен судија би се избрал некој кој го прекршил Уставот и човековите права, потврдено со одлука на Уставен суд. Но за власта тоа не е проблем. Со овој предлог вие само сакате да покажете колку сте силни и дека што и да предложите, колку и да е небулозно, тоа ќе помине во собранието. Вие со овој предлог покажувате сила и ништо друго. И јас ќе кажам, јас би гласала за Добрила Кацарска, доколку отвори предмет за сите шарени револуционери кои фрла боја и јајца по институциите на државата, каде се сега вселени, на сите оние кои што фрла со бекатон клочки ги повредува нашите полицајци, понатаму за оние кои што ја палеа канцеларијата на председателот, затоа што по мене тоа е тероризам, и кога таа ќе ја реши аферата Рекет,
затоа што сите знаеме дека Бојан Јовановски и Катица Јанева не се единствени во тој случај и дека некој позади нив стои. Кога ќе каже каде се парите од Луи Витон чантата, или можеби тие се наоѓаат во истите оние црни вреки во кои што ги собравте парите од тад банка, во која афера имаше повеќе жртви од во било која војна во Република Македонија. И сега, заради тоа ваше судство и заради тоа дека ќе јадете живи луѓе, имаме невини луѓе по затвори кои што лежат, нашите луѓе кои што застанаа на браникот на одбрана на татковината, застанаа за промената на уставното име. Тоа за мене е најсрамната работа која што може да му се случи на еден народ, а сега сакате да ја продадете историјата. Ги поздравувам уставобранителите и им кажувам дека сигурно правдата еден ден ќе дојде на виделина. Благодарам.